Почитувани медиуми, точно една година после локалните избори. Со чиста и мирна совест можеме да констатираме: Борче Јовчевски е најслабиот градоначалник во историјата на Прилеп. Неговото едногодишно владење е најголемата елементарна непогода која било кога ја зафатило територијата на општина Прилеп. Она пошто Јовчевски ќе остане запаметен е фактот дека е тој единствениот татко на градот кому му успеало од неговата листа на желби, наречена изборна програма, во 365 дена да не реализира ниту еден проект. Ги нема ветените катни гаражи, ниту трите кружни текови кај Табана, Тинекс и новата автобуска станица. Сообраќајната инфраструктура во градот е под секое ниво. Дупките на улиците прераснаа во кратери, а наместо најавената борба за бесправно изградените објекти во централното градско подрачје, пред очите на Јовчевски никнуваат дивоградби. Пречекорени се сите рокови за реконструкција на улица од споменикот на Пеце Атанасовски до основното општинско училиште Кочо Рацин. При тоа, финансиската штета која им е причината на дуќанџиите заради бесконечното траење на градежните работи, најдобро ја знаат самите тие. Голема лага на Борче Јовчевски беа и бесплатниот оброк за сите ученици до 4-то одделение и бесплатните униформи за учениците од социјално загрозените семејства. Мртво слово на хартија останаа ветувањата за реконструктивните зафати на влезовите во градот, старата Прилепска чаршија, амфитеатарот во Варош, плоштадот Александрија и арт плоштадот пред Марко Цепенков, спортските игралишта, парковските површини. Излажани останаа жителите на 29 населени места, кои не ги добија ниту ветените детални урбанистички планови, ниту пак малите акумулации за напојување на стоката. Сепак, најмногу беа излажани жителите на Каратларци, Лениште, Мало и Големо Коњари, на кои Јовчевски им гарантираше дека ќе им го реши проблемот со водоснабдувањето и со фекалната канализација. Наместо помош, на маргините ги остави спортските клубови, меѓу кои и прилепската гордост фудбалскиот клуб Победа и ракометниот клуб Прилеп. Почитувани граѓани, не само што за цела една година не успеа да реализира ниту еден од своите ветувања, туку началникот Јовчевски не е способен да ги заврши ниту започнатите проекти од претходната власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Борче Јовчевски, единствениот виновник што новата градинка во населба Точила се уште не ги отворила вратите за 250 дечиња од градот. Неспособноста на Јовчевски е причина што не е започната реализација ниту за оние проекти за кои владата на СДСМ обезбеди средства. Реконструкција на улица Леце Котески во должина од 2 километри, изградба на водоводот за манастирот Трескавец. За волја на вистината, постојат неколку работи кои Борче Јовчевски не им ги вети на прилепчани, но со чија реализација пријатно ги изненади своите сограѓани. Тоа првенствено се однесува на веројатно најголемата лага на Јовчевски, со која наместо намалување на сметките за вода, со негово одобрение дојде до нивно огромно зголемување. Поради неспособноста на градоначалникот Јовчевски и на директорите на јавните предпријатија, за 67% се зголемија цените на услугите за комуналец, а драстично поскапеа јавниот градски превоз и паркингот. Она што Јовчевски исто така не го вети, но го реализира, е што својот другар Игор Гулабовски го назначи за директор на ЈКП Водовод и канализација, а Маја Костадиновска, медицинска сестра од неговата приватна амбуланта, ја именуваше за шеф на неговиот кабинет. Почитувани, заради нереализираните изборни ветувања и заради неспособноста да ја менаџира општината, го повикуваме Борче Јовчевски да поднесе итна и неотповиклива оставка од градоначалничката функција и на тој начин конечно да направи нешто добро и за себе, но и за граѓаните на општина Прилеп. Ви благодарам.